Под мотото "Доста бевме ние, системот е следен". Вечерва во Скопје се одржува протестен марш во организација на граѓанската иницијатива "Кој е следен?". Протестот почна во 18 часот и 59 минути, символично за 59 жртви на плоштадот Македонија, па продолжи пред собранието и владата. Таму е Дејан Трајковски, го вклучуваме во живо вестите, па Дејан, да чуеме кои се пораките и барањата на граѓаните. Така, Борчеве, сме сега пред владата, само што завршија пред малку говорите кои што се држеа тука, сега колку што може да се слушне од позади мене каде што се насобрани граѓаните, да има бројни скандирања, во говорите да се порача дека се бара правда, дека се бараат реални системски промени, да се исфрли корупцијата од организмот на државата и институциите и да почне се да функционира како што треба. Тоа бе една од главните пораки кои што тука се испратија пред владата, кога пристигнаа оние кои што се насобрани, го започна протестот тука, односно дојдоа на крајот на протестниот марш кој што го започнаа со 16-минутен молк, а потоа дојдоа и говорите каде што на некој начин, како што кажаа, дека не сакаат само козметички промени, туку на вистина реално нешто да се промени, бидејќи како млади луѓе велат стравуваат за безбедноста. Предлагам тука да слушнеме дел од говорите. Системот е следен. Време е да го смениме. Време е да ставиме крај на излеани солзи. Време е за решенија, за да прекинеме да бараме виновници. Системот е следен. Системски промени! Системски промени! Системски промени! Вечерва сме собрани тука поради болка, поради неправда и поради трагедии кои можеа да бидат спречени. Ако институциите си ја вршеа работата, ако одговорните сносеа одговорност и ако корупцијата не беше прифатено како нормална појава. Овде сме за да оддадеме почит на жртвите. Но не сме овде само за да жалиме. Ние сме овде за тоа што сакаме промена. Не козметичка, не привремена. Туку вистинска, суштинска, системска промена. Така, во овој протестен марш од она што можете од голо око да се забележи, има неколку илјади граѓани кои што се собрани и не ги поколеба дождот кој што и сега силно паѓа веќе околу 2-3 часа тука во центарот на Скопје. Протестниот марш го започна од плоштадот Македонија, каде што се одржа 3-минутен молк и се испратија дел од пораките, потоа продолжија кон собрание каде што исто така имаше скандирања, продолжија потоа кон градската болница каде што се даде еден аплауз од сите насобрани за медицинските лица кои што се грижат за повредените од трагедијата во Кочани и потоа целиот протестен марш заврши тука пред владата. Како што веќе слушнав ми говорите, ги представија барањата и дека ќе следат ситуацијата одблиску за како се одвива борбата со корупцијата, но и како ќе се одвива целата истрага околу последното случување во Кочани. Борче. Дејан Трајковски за протестниот марш во Скопје. Ти благодарам.